Власта и опозицијата со ситни чекори се приближуваат еден кон друг. Дел од проблемите успеа да усогласат, но се уште се далеку од датум за предвремени избори. За утре договорија нова лидерска средба, најверојатно во ист состав. Синоќа го договорија прегројувањето на изборната единица број 6 на предлог на Селмани, како и тоа прочестувањето на избирачкиот список да трае 30 дена на барање на Црвенковски. За власта прифатливо е и опозицијското барање во избирачките одбори да има по двајца представници и од опозиција и од власт, како и еден представник од јавната администрација. Очигледно е дека Бранко Црвенковски прави се што може за да не се случат избори или ако се случат да ги бойкотира. Меѓутоа, со овие условни прифаќања што ги направивме, практично му ги сузбиваме сите алиби и излегува на површина многу појасно и за оние на кои што не е било можеби до крај јасно, иако на многу малку луѓе во државата веќе не е јасно тоа, но излегуваат на површина неговата намера да бойкотира избори и да не се враќа во парламентот. Никој не може да ги прејудицира конечните исходи од разговорите средата, меѓутоа ова позитивна атмосфера и овие случувања да се надеваме дека и понатаму ќе се продолжат. Договорот запна кај распределбата на буџетските средства за медиумите и повторно кај одблокирањето на сметките на медиумите од Перонаков безброј. Црвенковски повторно дециден нема да излезе на избори ако не се прифатат неговите клучни барања. Задоипак неприфатливи се за гарантираните квоти за пратениците од помалите етнички заедници. Имаме 4 барања. Едно е консензус околу изборниот закон, контрола на избирачкиот список, прочистувањето на избирачкиот список, закон за медиуми и решавање на состојбата околу сметките на А1. Од почеток до крај сме консеквентни. Тоа се 4 барања. Има уште доста работи околу гласањето на диаспората, околу законот за медиумите, исто така има работи кои што во однос на нашиот предлог за 3 изборни единици. Утре попладне лидерите имаат нова шанса да договорат датум за избори или пак во јуни да има избори без опозиција.